В недела масовно да излеземе на избори и поддршката да ја дадеме на опцијата што нуди реални проекти кои вистински се остваруваат. Неа ја застапува Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, и гласот даден за неа значи гаранција за исполнување на очекувањата на граѓаните. Ова беше една од пораките на митингот што се одржа во Кочани. На граѓаните им се обрати лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој рече дека главна задача во наредниот мандат ќе биде решавањето на економските прашања, привлекувањето нови инвестиции и вработувањето на младите луѓе во целата држава, па и во Кочанскиот регион. Во само 3,5 недели во Македонија донесоа одлука 9 крупни компании да инвестираат во Македонија. Овдека во Кочани веќе дојде компанијата Амфенол, која ќе вработи 1500 луѓе и веќе вработи 120 луѓе. Дојде и компанијата Антура, која веќе ја гради својата фабрика и тоа лесно може да се види. Донесе одлука уште една компанија која е партнер на Антура од истиот бизнис производство на семења за цвеќе, исто така од Холандија дополнителни 100 работни места. Задоволни се од квалитетот на работниците. Задоволни се од условите за бизнис во Македонија. Веќе го препорачуваат Кочани и Македонија на своите партнери. И јас верувам дека и во иднина ќе доаѓаат други компании во Кочани и во овој регион. Груевски рече дека има разлика меѓу Коалицијата за подобра Македонија и нивните политички противници, затоа што првите нуделе реално остварливи проекти, а вторите само лажни ветувања без никаква основа. Паднал договор во последните 3 дена да се ветува се што народот сака да чуе, се што ќе им падне на памет што мислат дека ќе донесе гласови, да се ветува и да не се размислува. И еве ги од вчера гледам, и вчера и денес, веројатно јутре, што ќе стигнат ветува. Одат кај земјоделци, колку ви е на вас субвенцијата, се туне се одуте, колку ви е на вас, толку. Кај да се појават нови ветувања, ни пресметки, ни математики, ни дали е можно, ни дали е изводливо, ни дали е логично. Вас што ви фали, тоа ни фали, готово, ветуваме. На вас тука што ви фали, тоа ни фали. Завршено. На митингот во Кочани зборуваше и кандидатот за председател на државата Ѓорги Иванов, кој рече дека и во наредниот мандат ќе ја продолжи соработката со извршната власт, затоа што она што се реализирало ќе останело во сеќавањето на граѓаните. Изборните кампањи ќе завршат. Спостовите што ги гледате деновиве ќе ги заборавите. Цела црна кампања, негативни работи ќе избледнеат, ќе ги заборават и тие што денес ги кажуваат. Но ќе остане дадениот збор. По тоа ќе не паметите. Тоа што сме го ветиле и тоа што за време на овие денови сме го кажале. Ние сме луѓе од збор и држиме до тоа што сме го кажале. Затоа ќе имаме повторно чист образ, доколку ја добиеме вашата доверба. Повторно да доаѓаме и да доаѓаме меѓу вас. Да доаѓаме да честитаме на секој нов успех, на нова фабрика, на нов спортски терен, на ново училиште, на нова болница, на нов автопат, на нова улица, затоа што тоа е за сите. На митингот во Кочани зборуваше и носителот на листата од изборната единица број 3 Никола Тодоров, кандидатите за пратеници Иван Иванов и Владко Ѓорчев, како и дел од представниците на партиите од Коалицијата за подобра Македонија.